Што бара СЈО и кои се предизвиците пред оваа нова и важна институција во правосудниот систем? Миомир Стефановиќ. СЈО ќе биде потполно независно во определувањето на заштитени сведоци за своите случаи, а обвинителката Катица Јанева сама ќе потпишува и одлучува кој ќе биде заштитен сведок во постапките на специјалното обвинителство. Ова е дел од владиниот предлог за измена на Законот за заштита на сведоци. Целта на оваа предложена законска измена е да се обезбедат услови за поголема автономија и ефикасност на СЈО за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Предлогот е по барање на СЈО, а во претходниот собраниски состав не беше поддржан од ВМРО ДПМН. Сега автономијата ќе биде како што бараше Јанева. Сама ќе одлучува, а СЈО само ќе се грижи за заштита на податоците. За останатите обвинителства, меѓу кои и она за гонење на организиран криминал и корупција, останува постаро. По нивно барање ќе одлучува 5-члениот совет за заштита на сведоци, а во носењето на одлука кој ќе биде заштитен сведок, вклучени се и МВР и судот. СЈО добива можност да го прескокне целиот тој процес. Контролата на процесот, дали законски се заштитуваат сведоци, не е предвидена ниту со измените, но останува казната затвор од минимум 4 години до доживотен затвор за оние кои ќе откријат идентитет на заштитен сведок. СЈО го бараше овој начин затоа што сметаше дека нивните заштитени сведоци ќе бидат откриени од претходната власт за која праве истраги. За Коста Крпач по неговата смрт, СЈО објави дека им бил сведок во неколку постапки и дека преку фирмата Финзи, на која бил управител до смртта, се вршеле финансиски злоупотреби при набавка на софтвер за потребите на УБК. За Коста Крпач по неговата смрт, СЈО објави дека им бил сведок во неколку постапки и дека преку фирмата Финзи, на која е бил управител до смртта, се вршеле финансиски злоупотреби при набавка на софтвер за потребите на УБК. Тоа е случајот Трезор. Коста Крпач беше застрелан. Првичната истрага заврши со заклучок дека е самоубиство, но истрагата никогаш не заврши. СЈО и Скопското обвинителство си прифрла кој го следел и кој го притискал, а СЈО соопшти дека ги предало информациите и сознанијата за тоа кој му вршел притисок на мистериозно застреланиот Крпач. Никогаш не се откри ниту кој е собственик на Финзи, односно кој ја формирал таа компанија во Америка, а подоцна е отворена нејзина испостава во Македонија. Адвокатите во Америка, кои извршиле процедурата за основање на Финзи во државата Њујорк, ги заштитуваат клиентите, не го откриваат идентитетот на собствениците на скопската фирма. Сега мандатот на СЈО за поднесување обвинение е истечен, иако се најавуваат промени со кои специјалното ќе стане дел од државното обвинителство, со автономија да гони криминалот од бомбите. Но никакви идеи за промена на статусот на СЈО не се објавени во јавност. И без разлика на таа тишина за статусот на СЈО, обвинителството продолжува да работи на предистраги. Едната е за финансирање на изборни кампањи и се проверуваат документи во медиуми, како и стечајната постапка на А1. Друга предистражна постапка е поврзана со донации за споменици изградени во проектот Скопје 2014. Трета е за помагачите на бегството на Горан Груевски и Никола Бошковски, обвинетите во случајот Тврдина. Од СЈО не откриваат детали за своите предистражни постапки. Нема ниту нови детали. Дали е потврдено кој и како одавал тајни за истрагите на СЈО, зашто беше вршен претрес и во домот и во канцеларијата на екс-председателот на Скопскиот кривичен суд. Но веќе има прва пресуда во случај на СЈО, со која Горан Груевски е осуден на година и пол затвор за уништените документи поврзани со преслушувањето. И додека обвиненијата на СЈО, кои сите доедно почнуваат на Т, течат низ судските ходници, за новите истраги од СЈО владее молк. Вечера оној до студија особено е специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Добро дојдовте. Слушнавме за законот, тоа е она што одамна вие го барате. Имавте соопштение денеска дека сте задоволни од тоа што го предлага владата. Што вас во суштина ви треба со овој закон? Дали, бидејќи во правосудниот систем на овој начин, добивате една ексклузивна позиција, ако можам така да кажам, другото обвинителство ќе мора сепак заштитените сведоци да таа процедура да ја тера преку Совет, преку Врховниот суд и така натаму, сепак ќе бидат вклучени многу други институции. Овде вие сте сами кои одлучувате кој добива, кој не. Така е? Да.
Во суштина се работи за закон кој следи автономноста на закон за специјалното јавно обвинителство и тој ќе трае додека трае самото специјално јавно обвинителство. Доколку специјалното јавно обвинителство се припои кон јавното обвинителство на Република Македонија во даден момент како обвинителство автономно кој ќе гони кривични дела од висока корупција, ќе го користиме и ние истиот закон што важи и претходно. Овие се измени времени кои мислам дека требаше да се донесат многу порано, но еве денеска веќе дојдоа и во собрание и се надевам дека брзо ќе бидат донесени. Што е спецификата на вашите предмети што поради која треба таква, како може да кажам, таква тајност при одлучувањето на тоа кој е заштитен сведок, а кој не? Па тоа, како што реков, дека тоа законот за заштитени сведоци го следи законот за специјално јавно обвинителство, неговата автономност. Согласно законот за специјално јавно обвинителство, дека ние не одговараме према никој, освен према Советот за јавни обвинители, за нашата работа. Во случајов и самиот закон за заштитени сведоци мора да ја следи таа автономност согласно тој закон. Затоа ви велам дека тој ќе има и краткотраено важење согласно тоа колку ќе трае самото специјално јавно обвинителство. По-конкретни да видиме, Коста Крпач соработуваше со вас. Да. Немаше статус, не можевте да дадете статус на заштита сведок. Дали доколку постоеше ваков закон, хипотетички се разбира прашањето, Коста Крпач можеше да биде позаштитен? Мислам дека и сега и порано, како што од почетокот реков дека ни треба тој закон, ќе можевме многу да направиме за господинот Коста Крпач, сега покоен. Може би и за други лица кои досега сака да не пристапат. Еве и ова прилика и користам пак за повик дека можат во секој време да не контактираат, како обвинителите, тако и на веб страната и по телефоните кои ги имаме на веб страната. Се надевам дека тие лица кои сме ги лоцирале, кои може да бидат заштитени сведоци или загрозени сведоци, ќе можеме и во оваа фаза на постапката да им дадеме статус како што треба доколку побрзо се донесе во собрание законот. Како институција, имате ли грижа на совест за тоа што се случи со Коста Крпач? Не, ние немаме грижа на совест за тоа што се случи со Коста Крпач. Не би сакала повеќе да разговарам за него во интерес на постапката која се води во друго обвинителство. Дали сте во текст од таа постапка? Не, апсолутно не. Прво не ни дозволува законот. И да сме во рамките на јавното обвинителство, се знае какви се ингеренциите на секој обвинител, посебно во самата законска поставеност. Што правите сега, господине Јанева? Вашиот мандат истече, но вие водите постапки предистражни. Не, нашиот мандат не е истечен. Вашиот мандат да покренете обвинение. Нашиот мандат согласно член 22 да покренеме обвинение. Тоа го немате повеќе. Ние мислиме дека го имаме, но заради правна сигурност, заради времетраењето на законот, еве, на еден начин ги водиме само предистражните постапки и ќе отвориме истражни постапки, а додека дојде момент да се тие истражни постапки да се преточат во обвиненија, сигурно и се надевам дека ќе ги доставиме до нашите колеги од обвинителството во организиран криминал и другите обвинителства во Република Македонија, доколку до тогаш не биде решен статусот на специјалното јавно обвинителство, односно да се приклони кон јавното обвинителство на Република Македонија. Како специјално јавно обвинителство? Како специјално јавно обвинителство, автономно јавно обвинителство за гонење на висока корупција во Република Македонија, со тоа што ќе добиеме и мандат, како што велите вие, а јас мислам дека мандат имаме, да и понатаму ги работиме нашите предмети кои сега може би се во предистрага и во истрага. Што работите во предистрага? Работиме многу работи, имаме околу 90, околу 100 предистражни постапки.
морам да кажам дека и некои и ги затвориме, бидејќи нема докази дека е сторено кривично дело, како прво. Како второ, можеби самата предистрага ќе се прошири кон нови кривични дела и нови сторители на кривични дела, но во суштина сме насочени кон висока корупција и кон функционери на власта. Докај се со слушањето на телефонските разговори? Па како што рековме, добро, тоа е процес кој не оди така лесно и многу пати сум го повторила тоа прашање, тој одговор. Не можете со едно слушање да разберете се од еден телефонски разговор, поготово за разговор кој се случува од 2008 до 2015. Како оди тоа? Слушате еден, па друг, па се врзуваат, па како? Да, се обработуваат. Се обработуваат и така и терминот што го употребуваме. Се обработуваат 70% од разговорите, 30% може би и се слушани од еден дел, но се уште не се обработени за да може да се види нивната вредност во суштина што значат тие. Да прашам да споделам една дилема од која постои во јавноста. Некои велат има политички пазар, нема не да оди никој во затвор, ова е сега вака оди па, но нема да се ништо од тоа да има, политичарите да се заштитени како што било досега во минатото, така ќе биде и овој пат. Каде е правдата? Има ли некоја проекција? Кога тие постапки кои се ги започнавте, кога ќе се исцрпат, да речеме, во таа правна процедура, во тие правни лавиринти, бидејќи како вие почнавте во страшен лавиринт, верувам сега е малку по-јасна вашата патека, но почетокот беше тежок. Не би сакал да се жалам, јас се гордеам со мојата работа, се гордеам со професионалноста на мојот тим, кој ја води оваа работа, кој гони сторителите на кривични дела, кои се поврзани со незаконско прислушкуваните разговори. Горда сум на една институција која се изгради во овие 2 години како една институција со највисок рейтинг. А што се однесува до разговорите во јавноста или некои шпекулации или спинови во однос до тоа дали ние сме се спогодили или има некој дел, јас досега кај мене немало таква работа. И се надевам дека сите тие шпекулации еден ден ќе бидат јавно објаснети дека не се случуваат во специјалното јавно обвинителство. Инаку, кај нас доаѓаат многу политичари, многу влијателни личности кои се даваат искази за одредени предистражни постапки кои ги водиме. Како одговарате на коментарите дека сте маша на некои центри на моќ, на меѓународните фактори? Јас не сум маша никому, затоа и се гордеам со автономноста и сакам да ја задржам. Зошто голем дел од граѓаните ќе речат, особено оние кои гласаат за сегашната, кои се поддржувачи на сегашната опозиција, дека сте политички инструмент, бидејќи еден од аргументите нема ни еден предмет против ДУИ или било кој од ДУИ. Се во еден случај. Вака да ви кажам, имаме некоја си моја перспектива што може да ја разбере обичен граѓанин. Прислушкуваните разговори кои ги анализиравме во овој период до 1 јули, беа вака во поголемо сито, како да кажам, покрупно. Сега малку е поситно ситото во однос на таа работа што ја работиме. Така да мислам дека и сите овие шпекулации еден ден самите по себе ќе се негираат. Има предистражни постапки и за функционери од актуелната власт и за други партии, освен за поранешната владеачка власт. Ќе има ли многу луѓе кои ќе одговараат пред законот и ќе сносат последиците тоа? Па, доколку ја анализирате нашата работа, дека ние покренавме во овој период, краток период, многу краток, секој професионалец тоа ќе ви го каже, дека покренавме обвинение за висока корупција и за други малверзации, повреда на и злоупотреби на службена положба, властување во овој период за повеќе од 120 лица. Мислам дека тоа не е мала бројка.
За повеќе од толку и повеќе лица водиме и предистражни постапки, исто така таа не е мала бројка, за едно обвинителство кое како Феникс израсна во овие 2 години во институциите на Република Македонија. Во суседот се случуваат промени. Панчевски, со кој бевте во една вака јавна конфронтација, не е повеќе таму. Како оди соработката сега со судот? За нас судот бил секој пат суд. Имате ли обструкциите? Како се жалат? Само сакам да кажам дека ние ги поздравуваме секое действие на судот кој е во интерес на забрзување на нашите постапки. И побрзо одење на наша страна на суд. Да нашите докази и нашите аргументи ги спротиставиме во судница каде што ни е местото. Што е со предметите за кои постои голем интерес во јавноста? Јас ќе тргнам и од себе. Еден, например, Монструм, за диво насилие исто така се споменува некоја можност за СЈО да го сите тие случаи во кои има Никола Младенов кои се постојано прекриени со една мистерија околу нив. Една од обструкциите која беше присутна во овој период, се надевам дека и сега ќе биде надмината, беше во однос со несоработката со обвинителството, републичкото обвинителство, со јавното обвинителство на Република Македонија, кога не беа давани некои предмети во делот на тоа да извршиме увид во нив. Сега, моментално имаме отворено повеќе предистражни постапки кои се произлегуваат од разговорите што ги поседуваме. Отворени се предистражни постапки и за Ајден, и за Монструм, и за диво населје, по барање на обвинетите или други заинтересирани странки. Сите ги работиме, но не би можела да речем кога ќе бидат истите да ги кажеме пред јавноста, бидејќи во суштина обвинителите работат на повеќе предмети и како секој ќе созрее за одлука, така јавноста ќе биде запознаена. Каде се гледате во процесот на реформи кои ги налага извештајот на Привет? Тројката заврши, сега е наред 6-ката, потоа 9-ката. Каде сте ви и каква позиција очекувате? Ние сме вклучени во стратегијата на владата 369. Мои обвинители од тимот на специјалното јавно обвинителство учествуваа во изготвување на законите за окажувачи, во изготвување на законот за заштитени сведоци и во законот за приватност. Сега сме вклучени повторно во 6-ката за измени во законот за кривична поставка, кривичниот законник, законот за одмерување на казна, веќе знаеме дека е укинат од страна на Уставниот суд и некои други закони кои се предвид во 6-месечниот и 9-месечниот план на стратегијата на владата. Не, прашав пред малку, задоволни сте од изборот на новиот јавен обвинител? Па нема што јас да бидам задоволна, јас го познавам господинот Љубомир Јовевски, кој се уште не е избран за републички јавен обвинител. Врз основа го познавам професионално во однос на поранешната моја работа во основното јавно обвинителство Гевгелија. За крај да ве прашам, фатиме тоа што оди во дискотека, дали е за вас поред? Да, апсолутно да. Ние сите одиме во диско. Мојот тим е составен од повеќе млади луѓе кои пее зло не мисли, така да јас ги поздравувам и тие активности, и спортски, и музички на сите членови на тимот на специјалната јавна обвинителка. Ви благодарам што сте гости во ноќното студио.